Новоселец фатен на дело како уништува урбана опрема. Соседи тврдат дека го виделе како пред изгрејсонце го пусти единственото место за собир на новоселци, направено пред неколку месеци. Сабајале околу 4,5 сато од џама, ја дека живеам, може да снимате. Го гледам комшијата како ја го крше, ово го крше и поливаа клупата со бетон. Ја му викна, шо правиш бе, нели ти е срам, фрлија тубата унатре, трчајќи и ујде си дом. Ја повика милиција дојде, инспекторот од општината дојде, градоначалникот дојде, сите повидеа, па и вие фала више студијате да се знае кој шо прави. 300 души да прават, шо ме дена растура не бива. Причините за ваквото несовесно однесување за останатите се непознати, но ваквото несовесно однесување, освен што е на штета на урбаната опрема, им штети и на новоселци. Но не уништува на никој, ни на градоначалник, ни на тоа е наше, ние го плаќаме. А зашо да се случи тоа? Например, тоа е за сите. Ево, и вие ќе дојдете, ќе седнете, ќе се одморете, ево ние како пензионери да кажеме. Тоа е едно големо задоволство за нас. Инаку клупите и паркот во Новосело се изградени пред неколку месеци, на местото на некогашната дива депонија и оттогаш тоа е место каде жителите од овој крај се собираат на муабет и релаксација. Секој ден сме тука, се собираме, се шалеме, муабети правиме и не само пензионерите, него и другите пешачи кои минат, да седат, да се одмарат. Ова што се случи, го осудуваме друг пат да не се повторе, бидејќи не е добро. Инаку намерата на општината е на овој простор да изгради мини плоштад со повеќе клупи, фонтана и делови за забава, но направеното некој ќе треба и да го чува. Случајот во Новосело не е единствен доказ за несовесност и неодговорност на поединци. Ваквото однесување јавните претпријатија ги чини и по 500 евра месечно, пари наменети за нова урбана опрема, а потрошени за санација и поправка на уништеното.